Нови парцели за викенд куќи, хотели и одмаралишта ќе нуди пробишти по донесувањето на новиот детален урбанистички план. Денеска се одржа јавна расправа за новиот детален урбанистички план, бидејќи од стариот не им останал ниту една парцела за продажба. Сега во моментот, денеска е јавната расправа за новиот детален урбанистички план, кој што се простира на површина од 30 хектари и ќе овозможиме со овој детален урбанистички план дополнителен развој на Пониква. Таму има опфатени парцели за викенд куќи, за хотели, за одмаралишта, за спортски објекти и други намени, со што мислиме дека сите заинтересирани во наредниот период ќе можат да си купат парцела и да изградат сопствен објект, а ние како локална самоуправа ќе се потрудиме да паралелно да ги следиме со изградба на инфраструктура. Во моментов општините Пробишти, Пикочани и владата на Република Македонија активно работат на изградба на нов водоводен и канализационен систем за цела територија на Пониква. Тоневски вели дека се планира изградба на нови скижичари. Веќе имаме добиено донација топови за производство на вештачки снег, направен е и систем за снабдување на овие топови, осветлени се дел од патеките, купена е опрема која што треба да ги обслужува постоечките патеки, меѓутоа нашите планови се да продолжиме уште поактивно, да направиме продолжување на постоечките патеки, како и изградба на нови скијачки терени во поголема должина и изградба на нови жичари. На почетокот на наредната година ќе почне изградбата на новиот пат од пробиштипското село Турско Рударе до Пониква, со што жителите од оваа општина, но и од североисточниот дел на Македонија, ќе можат побрзо да пристигнат до овој зимски туристички центар. Тоневски вели дека тендерот за изградба на патот треба да се распише по одржувањето на предвремените парламентарни избори, а инвестицијата се очекува да чини 5 милиони евра.